време е за гости. Јас утрово ви го најавив првиот гостин на Искра, но пред гостинот сакам да си ја поздравам Искра и да ти посакам среќна нова, што полесно будење секој утро во темни утрински часови. Не постои такво нешто, Сузе. Будење си е будење за жал, ама како и да, јас тебе ти посакувам среќна нова година, иако можев и директно да преминам на гостинот, ама викам, чекаме со Сузе, не сме си честитале, па мораме вака јавно да биде тоа. Лесна да ни биде годината, Искра. Лесна, да. Види, започна со продолжен викенд, ни предстои продолжен викенд, да не урочиме, добро е. Нарно тргна работава, да. Да. Што имаш денеска од гости? Да, имаме, да ти кажем, со гостинот имаме можност да најавиме еден, бидејќи ти си по музиката, јасно ќе ти зашто станува збор, за голем музички настан. Кога велам голем, навистина голем, затоа што станува збор за настан организиран од страна на Светската асоциација на фестивали. Да. Прекрасно знам зашто станува збор, многу да го поздравиш гостинот, еве и јас го поздравувам, бидејќи физички не ни е тука, ама вие заедно ќе завршите работата. Да, не можеше гостинот физички да биде тука, ќе го вклучиме во живо од Прилеп. Станува збор за Маријан Катаровски. Му посакувам прво добро утро, Маријан. Добро утро, Искра. Се слушаме, така? Се слушаме, одлично. Одлично. Она што јас го знам е, реков, голем музички настан. Во потписот стои интернационален музички настан. Рековме во асоциација на Светската асоциација на фестивали, во таа организација е. Ајде вака малку на самиот почеток да ни кажеш за каков настан станува збор. Станува збор за ВАФ Awards или награди на Светската асоциација на фестивали. Настан на кој што доаѓаат најдобрите победници на фестивалите, членови на асоциацијата во текот на претходната година, да си го добијат своето признание. И уште за време на настанот се одржува и надпревар на Светската асоциација, на кој што се надпреваруваат учесници во пеење, и жирито составено од продуценти и членови на Светската асоциација на фестивали и познати пејачи, ќе ги одбери најдобрите победници и ќе надпреваруваат во 5 возрастни категории, значи ќе добијаме 5 победници кои што ќе се придружат на овие 12 и кои што заедно ќе пеат на завршниот концерт на свечаната церемонија на доделување на наградите, која што ќе се одржи на 11 јануари во Македонскиот народен театар. Маријан, колку што разбрав, ќе има учесници од 17 земји, така? Токму така. И кога кажуваме 17 земји, логично не е само од регионот, туку и од подалечку, така? Така е. Токму така. Колку е лесно, колку е тешко, колку е компликувано да се организира еден ваков голем настан, што се мора да се направи, подготви, вклопи? Па сигурно дека не е лесно, тоа е работа која што тече во текот на целата година и која што својата кулминација ја добива при крајот на годината и пред почетокот на одржувањето на манифестацијата. Значи, најпрво треба да се одржат сите тие фестивали из целиот свет, да ги добијаме нивните победници и потоа од нив да ги одбериме најдобрите 12. Сите и на крај ние како домајчини ја имаме најголемата работа, бидејќи сето тоа треба да се организира. Сите тие учесници ќе бидат повеќе денови присутни во Македонија, ќе имаат можност да се дружат меѓу себе, да ја видат убавината на нашата земја и нормално се подготвени и за самиот настан. По трет пат се одржува оваа манифестација во Македонија, така? Да. Колку што разбрав, си аплицираат земјите и еве ние имаме таа среќа, привилегија, можност трет пат поред да се одржи кај нас, што значи што ме трет пат дека најверојатно сте ги исполниле сите критериуми претходниве години. Нормално и среќни сме што имаме можности, имаме што да покажеме. И затоа и настанот се одржува во Македонскиот народен театар, нашата најубава сала во земјата. Најлична. Најлична, да. И задоволни се гостите од нивото на организација на настанот и ете по трет пат ја добиваме
улогата на домаќини. Дали е веќе се подготвено за оваа година? Се е подготвено и во сабота ни пристигнуваат првите гости од Малта. Да прецизираме, значи 9, 10 и 11 ќе се одржи. Да, на 9 Поред одиме, имаме лимузина и црвен тепих. Ќе имаме представување на сите делегации кои ќе бидат присутни на настанот. И после тоа ќе имаме македонска вечер. Гостите ќе имат можност да ги пробаат сите македонски специјалитети, да дегустираат македонско вино и да се насладуваат на музиката која што ќе исполнуваат тамбурашите. Староградска македонска музика. Тој црвен тепих ќе биде каде? Тоа ќе се одржува во Хилтон. Значи лимузината ќе ги донеси пред црвениот тепих во Дабл Триба и Хилтон. Нашиот најубав хотел во Македонија. На 10 е надпреварот во МНТ, така? На 10 во МНТ е надпреварот, каде што ќе настапат сите учесници на надпреварот и каде што ќе ги добијаме 5 победници. Пет победници во 5 категории. За какви категории, Маријан, станува збор? Кои се категориите? Па, најмалите се до 10 години. Потоа имаме до 14, до 18, до 25 и од 25. И трета... Најмладиот учесник има 7 години, а најстариот има 42. Аха, убаво. Начинот на гласање? 10 бодовен систем. Сите членови на жирито посебно го оценуваат секој учесник и на крај се добива збир од поените кои што ќе успее да ги освои секој надпреварувач. И за третата вечер е договорено доделувањето. Ќе биде, да кажеме, своевиден спектакл, како Греми наградите. Тоа се планира, така? Токму така. 12 победници од фестивалите во текот на годината и плюс 5 наградени од претходната вечер. Така е. И тие ќе настапат на тој завршен концерт и за време на настанот ќе бидат доделени и наградите за кои што се дојдени сите тие учесници. И воедно е поиста можноста да ги повикам сите ваши гледачи да дојдат да го проследат настанот. Тој ќе се одржи на 11 јануари со почеток во 18 часот во Македонскиот народен театар. Јас се надевам дека ќе има доволно место да ги собере сите заинтересирани. Очекувате, претпоставувам, преполна сала? Па како обично салата е полна. Маријан, за самиот крај да прашам, што значи организација на една ваква голема манифестација за Македонија? Се ставаме на мапата со значајно место на мапата на светски фестивали, така? Токму така, не е мала работа да се добија таа организација, сепак задоволство е, но воедно и признание. А сигурно и предизвик голем. Па ние се навикнати на предизвици, долго се занимаваме со оваа работа и со задоволство исполнуваме. А најсреќни сме кога ќе видиме на крај солзите радосници на сите гости кои ќе напуштаат нашата земја полни со впечатоци. А имаме што да покажеме. Да. Ви посакувам голем успех, да ви се нижат и да се добиете и за до година, така? Зошто да останеме само на 3 пати. Се слушаме... Ви благодарам. До 3 пат ни успеа, зашто не и понатаму. Понатаму, да. Ви благодарам многу, Маријан, на ова вклучување.